Денешниот ден го организираме како отворен ден на училиштето, во кој што можат учениците од 9-то одделение и родителите да го посетат училиштето, да ги посетат штандовите на компаниите со кои што училиштето има доста добра соработка. И посебно морам да бидам задоволен од посетата на министерката, која што дава целосна поддршка на средното стручно образование, од градоначалникот кој што исто така го поддржува ова наше училиште. Ние пред 3 години воведовме дуални паралелки во стручното образование, во електротехничка струка. Имаме доста добар бенефит од самата струка и заради тоа оваа година се одлучивме за уште 3 дуални, односно уште 2 дуални паралелки. Една паралелка во електротехничката струка, една во машинската струка и една паралелка во металуршката струка. Добро е што оваа година исто така мора да спомнам дека за прв пат Министерството за образование се вклучи во уписната политика заедно со компаниите. Имавме средба заедно со општината, компаниите, училиштето и Министерството, на која што средба видовме потребата на општината, потребата на компаниите за струките и врз основа на таа потреба оваа година го распишавме конкурсот во училиштето. Денеска ми е чест и задоволство заедно тук со министерката на овој отворен ден на училиштето заедно со 9 одделенците да се запознаеме и ние комплетно, меѓутоа пред се 9 одделенците за нивниот понатамошен образовен развој и понатамошен стручен развој. Јас можев како градоначалник да потенцирам дека општина Кавадац заедно со Министерството и со владата, меѓутоа со меѓународни агенции за поддршка и развој, упорно овие 3,5 години работи во надградувањето на училишта, поготово на средните стручни училишта, затоа што општина Кавадац е во една ситуација каде што имаме 5 до 6% надработеност, така да мораме да бидеме агилни, меѓутоа и да ја согледуваме цела ситуација во делот на стручната спрема, затоа што пазарот на трудот се повеќе бара квалифицирани кадри. Дуалното образование во ова училиште постои подолго време. Во последните 2 години е подигнато на повисоко ниво, како што спомна и директорот, сега веќе 5 основни паралелки со дуално образование. Тука можем да поздраваме и одлуката на владата и Министерството за стипендирање на учениците со дуално образование и една мотивација за нив, меѓутоа една гордост да продолжат во тој правец, за стручно да се образуваат, затоа што само тоа е правиот начин за образование. Покрај другите струки што ги имаме, ние сме на општина каде што имаме доста и бизнес сектор развиен, општина со многу индустрија, со многу фирми, така да мислам дека секој еден со прав избор, со прав напредок, дека ќе се го најде својот начин и со живот во општина Кавадац, меѓутоа и во цела држава. Ова е правиот начин како треба да се наведуваат и децата и учениците, меѓутоа и запознавањето на родителите со стручните училишта, така да мислам дека напорот и целиот труд и од министерката и од Министерството, меѓутоа и некако општини, директори и целокупниот основен и среден кадар, дека ќе придонесе со плод за да имаме посоодветен и подобар кадар. Навистина е значајно што на овој начин училиштата и општините организираат ден во кој што учениците и родителите од 9 одделенија ќе може да се запознаат со профилите кои што ги нудат средните стручни училишта. Ние како Министерство и влада, заедно со општините, училиштата и реалниот сектор, оваа година објавивме конкурс за упис во средно образование согласно реалните потреби на пазарот. Тоа значи дека конечно се престројуваме и конечно средно стручните училишта треба да го вратат својот сјај, поради тоа што навистина дефицитот на луѓе кои што би работеле во реалните компании е огромен, но исто така и луѓе кои што или ученици кои што се денеска, кои што се остручени за работа во реалните компании или во реалниот бизнис. Затоа што невозможно е да очекувате економски раст и развој, а при тоа да немате соодветен припремен човечки потенцијал кој што ќе може да доведе до тој економски раст и развој. Затоа како Министерство и како влада утврдивме дека стипендирањето треба да се поврзе со политиката за упис. Обезбедивме 3.500 денари стипендија за оние кои што се во дуално и во 3-годишните струки, за да може да имаме дополнителна мотивација за учениците. Но мислам дека главната мотивација за учениците е да тие ги разгледаат можностите кои што ги имаат за вработување или за студирање по завршувањето на средното образование. Затоа што средно стручно образование
образование нуди три различни можности. Едното е вработување, второто е запишување на факултет, а третата работа што е исто значајна за нас како држава е тоа што средното стручно образование го гради и предприемачкиот дух кај учениците, кои што понатаму би можело да основаат и своји компании, кои што би биле поддржани со различни финансиски механизми од државата и да и тие станат во оваа општина вработувачи. Така да сметам дека иднината секако е поизвестна во нашата држава доколку се избере средно стручно, но сите ученици е значено да се изберат согласно своите знаења и афинитети, можности и желби каде понатаму ќе учат. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.